Не можам да продолжам вака. Јас сум МС, имам 27 години. Жена сум, живеам во село и сум жртва на семејно насилство. Не можам повеќе да го трпам ова што ми се случува. Доста ми е и од јадење чутек, навреди, измачување на децата. Многу пати ме брка, сум спиела надвор во зима, на ладни температури, без храна. Не сакам да си замина, бидејќи не сакам децата да ги оставам со него. Немам избор. Немам каде да одам и не знам каде да се обратам. Џабе го пријавив полиција. Тие одма го пуштија и пак ме тепа и малтретира. Според статистиката и истражувањата кои ги прави Сдружение Станица 5, припадниците на маргинализираните заедници со фокус на ромите и лицата од руралните средини статистички помалку пријавуваат семејно насилство од граѓаните во урбаните заедници, а како причина за тоа е влијанието на заедницата во која што припаѓаат. Во 2024 година има 72 пријавени случаи, од кои од руралните заедници се 12, а 9 се од ромската заедница. За 14 од овие случаи има покренато посебни мерки за заштита. Во однос на надлежностите на Центарот за социјална работа по пријави за сторено семејно насилство, постапуваме на тој начин што пријава до нас може да стигне од полициска станица, лично од жртвата на семејно насилство, од Сдружение на граѓани или пријава од СОС линиите, односно националните тела за заштита од семејно насилство. Кога добиваме пријава за заштита од семејно насилство, во случајот кога станува збор за полнолетна жртва на семејно насилство, без согласност на жртвата, Центарот не може да превземе никакви мерки за заштита, односно во случајот не може да се поднесе предлог до Основниот суд за изрекување на времени мерки за заштита од семејно насилство против сторителот, освен во случаите кога по наша проценка, односно проценка на стручниот тим, имаме висок ризик по животот на жртвата на семејно насилство. Ние како Центар за социјална работа на жртвите од семејно насилство му пружаме психосоцијална поддршка. Доколку се процени дека семејното насилство е од висок ризик, исто така жртвите ги сместуваме во шелтер центар и доколку жртвата нема место каде што во моментот ќе престојува, исто така се сместува во шелтер центар. Лицата жртви на семејно насилство кои што се сместени во шелтер центар од страна на Центарот за социјална работа добиваат поддршка, односно еднократна парична помош која е во висина од 15.000 денари. Доколку лицето е невработено, во соработка со Агенцијата за вработување добиваат приоритет при нивното вработување. Според Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство и Истанбулската конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, предвидена е заштита на жените од сите форми на насилство и спречување, гонење и елиминирање на насилството врз жените и домашното насилство. Особено е важно да се напомене дека секој може да биде жртва на насилство без разлика на пол, род, возраст, етничка, национална, верска припадност, сексуална ориентација и други карактеристики со кои индивидуата се идентификува. Поддршката која жртвата на насилство е потребно да ја добие треба да вклучува финансиска помош, домување, постојана заштита, правна и емоционална поддршка. Ако жртвата не е сигурна дека овие услуги се достапни, може да ја спречи да замене. Соработката и координацијата на работата на полицијата, правосудните органи, социјалните служби и сите останати инволвирани страни потребно е да се подигне на највисоко ниво,
Од исклучителна важност има донесувањето на превентивни мерки, активности и кампањи за препознавање на последиците и совети за превенција од насилство.